Македонци уште еднаш честит 8 септември за многу векови да не е денешниот празник. Во продолжение следниот разговор го посветуваме токму на денешниот ден. Васил Илјов, мојот соговорник на тема Македонија, македонци, антички македонци, е председател на Сдруженијето Граѓани антички македонци по професија архитект. Има држано многу предавања на тема континуитет на античките македонци со денешните. Активноста на Сдруженијето на господинот Илјов е насочена пред се кон преиспитување на историјата и културата на македонскиот народ од античкото време па се до денес. Кратка најава, која што се надевам дека ќе го задржи вашето внимание на следниот разговор 25 минути кој што треба да ни трае. Господин Илјов, најпрвен добро ви утро. Добро утро. Релативно млада независна држава, 19 години, но корените на нашата државност датираат уште од времето на античките македонци. Затоа говорат и многу докази кои што ги имаме и тука. Утринава се откриени истражувани од ваша страна. Па да започнеме поред. Најпрвин да поразговараме нешто за културата, за сличноста античка Македонија, денешна Македонија. Значи, пред се да им честитам, многу честитам големиот празник на сите македонци и вам овдека во студиото, кој се јавувате како расадник на македонската култура, цивилизација, во однос на сервирање на најсвежи информации и истражувања што се прават. Кога зборуваме за Македонија, тоа е една голема тема. Македонија, некој сака да ни ја прикажи дека е со кратки настани, со мали настани, со кратки релации, а фактички ние со најновите истражувачки работи што ги имаме направено, конкретно со дешифрирањата што се направени, можеме да одиме некаде до 100.000 години македонска писменост, јазик и култура. Македонците се јавуваат како основоположници на писменоста не само на Европа, туку и на светот. Тие работи кои ги зборуваме, не ги зборуваме на памет. Почнувајќи некаде таму од 1967 година, кога во Завод за заштита на спомениците на културата на град Скопје, па се до моето пензионирање на 20 септември 2005 година, 38,5 години работев на проблематиката за проучување на македонската цивилизација, нормално бавејќи се со заштита на спомениците на културата. 1992 година го објавив фелтонот за Александар Македонски, нови сознанија за Александар III Македонски. Тогаш имавме доста проблеми во однос на признавањето на Македонија, во однос на споменувањето на името на Александар Македонски и така натаму. Ова македонска победа, да речеме, на Александар Македонски со неговата голема експедиција за испитување или истражување на светот, за одење до крај на светот, тој негов поход, според мене, погрешно е третиран во историјата како поход за завојување. Тој е фактички поход за да може он да стигне до крајот на светот, до океанот. Во тоа време јас зборував за Александар Македонски не според интерпретациите кои се дадени во различни библиографски единици, туку според изворите. Овој филтон го подготвив около 2,5 години, ми поминале около 850 библиографски единици, за да на крај застанам само на 5-6 извори и фактички овој филтон е прв филтон кој бил напишан за Александар Македонски во, да кажеме, слободна независна Македонија. Александар Македонски, кога тргнал да го истражува светот, нормално покрај битките, кај што ја покажа својата гениалност и тој не случајно е констатиран во малата илустрирана енциклопедија француска од 1926 година како генералисимус, македонски генералисимус. Значи, ние фактички го имавме, го дадовме првиот македонски генералисимус. Овдека ги дадов јас за битките кај Гавгамелан или кај Ис и така натаму. Македонско довикување. Он секојаш се чувствувал македонец, он зборувал на македонски. Кога нешто ќе се случило, кај што сакал
да го слушнат или да го знаат само македонците, он им се обракал на македонски јазик. Тоа не го кажувам јас, тоа го кажува Плутарх и го кажува другите извори. Он некаде кај Хирканија, пред елитните македонски корпуси од 20.000 пешади и 3.000 конјаница, изјавил: јас светот го освојувам за македонците. Зошто не го освојувал за грците, за персијците, за некои други, туку го освојувал за македонците. Тој бил голем градител, бил истражуван, бил филозоф, бил лекар. Цел тој поход до крај на светот донесе многу истражувачки работи. Македонците се запознале со голема една цивилизација која постои и надвор од границите на Македонија. Значи направил едно царство 3,8 милиони квадратни километри. И затоа јас во тоа време, значи 92 година, тоа е некаде август и септември месец, кога е објавено овој фелтон во 22 продолженја, за прв пат спомнав ерата на македонизмот. До ден денес нашите образовни институции, научни институции не можат да се ослободат од терминот хеленизам, што го натури германскиот историчар Дройзен некаде 1830 година, кога за прв пат во својата историја или во своето постоење решиле на ова територија на Македонија да направат една вештачка држава, како што е Грција, затоа што они се до 1830 година никогаш немале своја држава. И тогаш зеле голем дел од македонската цивилизација, од македонската култура, нели, да ја прикажат, да направат една вештачка, да не кажам извештачена историја, за да може да има основа за формирање на таква една држава. Јас тогаш кога го спомнав терминот ерата на македонизмот или македонистичката култура која се оформи по поделбата, да не кажеме по распаѓањето, туку по поделбата на големото македонско царство од 3,8 милиони квадратни километри на 4 царства и 3 кралства, значи на 7 поделби на тоа македонско царство, настана ерата на македонизмот, која траеше се до 30 година пред наша ера во Египет, или со нашата царица Клеопатра, седма и така натаму. Значи, ова македонска култура, со, овдека е и царството на Александар Македонски или на македонците кои го создале на територијата на Европа и на Азија. Во сите овие работи ги истражуваме. Тоа се дел, само да кажеме на гледачите, значи дел од вашите истражувања, дел од вашите пишувања за времето на Александар Македонски и македонската држава.